Добре дојдовте на ново Едуино видео упатство. Моето име е Игор Богдановски и ќе ве водам низ истото. Во наредните неколку минути ќе имаме можност да проследим уште едно од серијата на видеа креирани да го подржат процесот на онлайн настава. Се надевам дека ќе имаме можност да научиме нешто ново и да ги продлочиме нашите знаења. Како што можете да забележите, ова наше видео денес ќе биде посветено за видео оценување со помош на Flipgrid во Microsoft Teams. На почетокот, да напомнеме што е тоа Flipgrid. Поставам дека можеби за прв пат го слушате овој поем. Тоа представува платформа за видео оценување. Групите ни овозможуваат организирање и споделување на повеќе теми, а темите представуваат местото каде што учениците ги гледаат и ги снимаат видеата. Кои се целите на оваа наша видео лекција, што ќе ги помениме денес, а тоа е креирање на акаунт на Flipgrid и негово поврзување со нашите акаунти на Schools.mk, навигација низ почетната страна и основните алатки, разгледување на дискусиите, креирање на групи за вашите ученици, креирање или додавање на теми за отпочнување на дискусија, снимање на одговор, кратки снимки и интеграција со Microsoft Teams. Па да почнеме со практичната демонстрација. Се наоѓаме на главниот прозорец на Microsoft Teams и во тимот оделенска настава во каналот General. Почеток ќе изберам еден од моите тимови, пример тимот од 7.1 оделение. При тој ќе се обидам во овој тим, во овој канал да додадам таб што ќе биде Flipgrid, во кој што ќе бидат сите ставени видео оценување за да бидат брзо пристапни за учениците. Но за тоа да го направиме, да го направам да биде достапно за секое оделение, јас нема да го додавам во едно оделение поединечно, туку ќе ги изберам трите точки што се наоѓаат од левата страна и ќе во делот да побараме апликација, ќе запишам само неколку првите букви од зборот Flipgrid и ќе изберам опцијата што ќе се појави. Добивме нов прозорец и во новиот прозорец, што можете да забележите, имаме опција да го додадеме Flipgrid во наш тим. Ако кликнам за да го додадеме во тимот, во делот Search or Select Team го запишуваме тимот што сакаме, во кој што сакаме да го додадеме овој наш Flipgrid како додаток. Јас ќе го изберам тимот 7.1 и ќе кликнам Setup. Забележете дека ќе го подесам како таб или ќе направам како конектор. На почетокот јас ќе изберам да подесам таб. При тоа забележувате дека Flipgrid ме извести дека јас треба претходно да имам креирано топик или тема, чиј што линк ќе го поставам како таб во моето избрано оделение, но за да го направам тоа треба да се креирам акаунт или да се логирам. Бидејќи сега ќе правам демонстрација, јас ќе креирам акаунт. Бидејќи сакам да го креирам акаунтот и Flipgrid да го поврзам со Microsoft, јас ќе изберам Setup with Microsoft. И при тоа во прозорецот ќе го изберам мејлот што сакам да го искористам. Изберам Accept и Flipgrid е веќе креиран. Почекаме на моменти. Еве сега ми се појавуваат моите генерали. Ако сакам, ќе изберам и земјата. Оделение, возраст за моите ученици. Моите ученици се во основно. Ако сакате, можете да го напишете и вашиот роден ден. И кликнуваме Let's Go. Забележувате дека мора да го пишете и роден денот. Еве, например, ќе изберам
мојата година на раѓање, сите потребни податоци и Flipgrid е повеќе креиран. На овој начин сега добивме прозорче во кое што имаме 3 чекори. Во првиот чекор имаме да креираме група. Тоа е простор каде што нашите ученици ќе се поврзат и ќе дискутираат. Ќе додадеме топик или тема за дискусија и ќе го споделиме кодот. Ова е кодот што требаше да го споделиме во нашиот тим. Креирам група. На почетокот повторно добивме нов прозорец во кој што треба да ја подесиме групата, на кој што ќе додадеме одредени детали и ќе ја персонализираме и ќе ги додадеме нашите учесници. Името на групата, еве, например, нека биде математика 7.1 оделение. Кодот може да биде персонализиран, може да биде бројките што се напишани тука, но ако сакате, вие можете и да пишете и букви, но треба да ги избришите овие кодовите што се запишани тука. Еве, например, ќе ги избришам и ќе го направам. На овој начин го направив персонализиран кодот со моето оделение. Бележувате, може да користиме букви или знаци, но тие мора да бидат во мали букви. Може до 20, имаме 4. Потоа, избираме какви ќе не бидат карактерот на нашата група, дали ќе биде приватна или јавна. Најчесто за нашите ученици треба да е приватно. Сега во делот Students Email или Students Username, забележувате дека можеме да го поврзиме и со Google Classroom, но сега ние ќе ги користиме мејловите од учениците. Забележувате дека во ова поле не треба да ги пишуваме мејловите на сите ученици, туку ние треба само да напишеме, како што забележувате, во делот што ни е прикажан, треба да напишеме само мајмунче и само делот од наставката што имаат учениците после нивното корисничко име. На тој начин, сите ученици што имаат наставка, што завршуваат мејловите на SchoolsMK, може да се приклучат во овој мој Flipgrid. Дали да приклучам следење на оваа група од други ученици? Да. Дали оваа група ќе биде активна? Можам да наместам своја слика. Еве, ќе изберам, например, природа и ќе сменам сликата што е тука. Еве, ќе изберам, например, таа слика. Можете да поставите собствена слика. Еве, можеме тоа да го направам јас. Ќе изберам слика што е креирана специјално за ова оделение, како Word Cloud. Еве, вака. Морам да ја намалам сликата, тоа што е прилично голема. Еве, вака, например. Да пробаме да видиме како ќе изгледа со наша слика. И еве сликата со дел од имињата на учениците, но сепак јас ќе се задржам на затоа што на претходната слика имавме дел. На тој начин групата е креирана и можеме да ја споделиме со учениците. Еве, забележите кодот. Сега ќе го копирам овој код и ако сега се вратам во Microsoft Teams и ако го ставам кодот што веќе го креирав, веќе можеме да ја додадеме Flipgrid во Microsoft Teams. Сега, бидејќи јас сум овдека регистриран по друго корисничко име, треба да се логирате со вашиот акаунт за да продолжите да го користите. Сега треба уште еднаш да се логирам. И еве го. Значи сега го имаме Flipgrid во Microsoft Teams. На овој начин ја завршивме првиот дел од нашата цел, односно успеавме Flipgrid да го конектираме со Microsoft Teams. Сега, за да почнеме да го уредуваме Flipgrid и можностите што ги имаме за него, треба да ја посетиме страницата
оригиналната на Flipgrid, каде што забележувате дека имаме една тема и таа е темата што се креира автоматски. Забележувате дека ако кликнеме на поведниот дел, е делот што го добивме и во Microsoft Teams. Истиот дел. Што се можеме да направиме во овој дел? Ако се вратиме во почетниот дел за дискусии, имаме дел од групи, каде што е групата што ја креиравме. Забележувате дека групата е активна, веќе можеме да ја споделиме. Во делот за акции, во делот Add Copilots, во овој дел можеме да додадеме наставник, помошник или втор наставник во моето одделение или наставник кој што ќе биде дефектолог или наставник што ќе работи со одредена група на учениците. Можеме да ја дуплираме групата, можеме да направиме групни известувања, да направиме интеграција со Microsoft Teams, да ги извозиме податоците или да ја избришиме групата. Имаме делот Team Integration. Забележувате дека оваа група е веќе поврзана со Microsoft Teams. Значи, овој треба да го најдеме линкот, но веќе ние ова го направи. А ако сакаме да додадеме копилоти, значи го пишуваме името на едукаторот, мејлот, значи ќе додадам сега мојот друг мејл. И еве го испратив покана до вториот мој кориснички профил на Flipgrid, за да можем да додадам како наставник во вториот. Откако ќе отворите оваа група, сега можете вие, ако сте ученик, да додадеме некоја тема за разговор. Забележете дека сега ќе додадам јас нова тема и оваа тема ќе забрежам да биде цел што ни е работена на час, значи операции со дробки. На почетокот имаме прашање, што забележувате, со кој што ќе започнеме дискусијата. Прашањето би било: што мислите дека е најважно при собирање и одземање на дробки? При тоа забележувате дека можеме да додадеме и најразлични ресурси, кои што можеме уште повеќе да ја зголемиме интеракцијата со помош на учениците. Можеме да прикачиме наше видео, можеме да снимиме видео, можеме да додадеме YouTube видео, можеме да представиме слика, да прикачиме емоджи, еве, например, што учениците многу го сакаат. Еве, например. При тоа, исто така, можеме да додадеме и друг ресурс, еве сега ќе го избришам тој. Можеме да додадеме Nearpod, Wikipedic, Kahoot или било кој друг. Можеме да подесиме да бидат овие опциони подесувања, значи да бидат пермисиите што ги доделувавме, да бидат правни или приватни, во зависност од тоа што го напишавме. Еве сега со Students Username да се логираат со нивните кориснички имиња, но ние избравме да користиме учениците да бидат со нивните schools акаунти. И при тоа нема да дозволиме да може да се користат гостински сметки. Ќе приклучиме модерација, со секој случај наставникот да може да го види и да го модерира тоа што ќе го направи ученикот, видео и текст команди, времето да го ограничиме на снимање, можеме до 10 минути, еве јас за почеток ќе го направам да биде 3 минути, потоа можеме да го запишеме преводот на јазикот на кој што ќе зборуваме, но бидејќи немаме македонски, јас тоа ќе го исклучам. На кој се користи Flipgrid на часовите по јазик, може, забележете сите јазици што се запишани тука, имаме англиски, од тие што се кај нас што се учат, француски, италијански, германски, руски,
и преводот ќе може да биде достапен. Ако сака да видите кои се повеќе опции, можеме да прикачиме 9 надворешни линкови. Например, еве јас имам линк од OneNote тетрадка со задачи, значи десен клик, ќе ја копирам линкот од страницата и овој линк ќе го додадам тука, ќе запишам собирање на дропки. Еве се ќе додадам уште еден, исто така, линк, каде што имаме еве сега моделирање на дропки. Ќе го копирам овој линк и моделирање на дропки. Забележуваме кога ќе биде статусот, дека е активно и дека никогаш нема, од денес никогаш нема да заврши, кога ќе добивам нотификации дневно, дали да дозволам учениците да добиваат известувања, дали да се дозволи учениците да ги гледаат и линкуваат видеата и одговорите од другите, да ги доwnloadираат и споделуваат откако ќе ги креираат учениците и каков да биде повратниот одговор, што е многу интересно. А тука сте задржан basic feedback, основниот повратен одговор, но ако наместам изберам custom feedback, јас можам да додадам и критериум по кој што ќе ги оценувам учениците за нивниот одговор. Но за сега на почетокот овој дел нема да го направиме. Откако сте ги направиле сите подесувања, за да не ги правите покасно, можете да ги направите овие да бидат основни подесувања и ќе креираме темата. Темата е креирана и учениците можат да почнат да одговараат и еве го линкот од таа тема. Овој линк можам да го копирам и веќе сме готови. Ако сакам да дадам прв одговор на помош на оваа тема, а на почетокот од десната страна можам да додадам медија за да ја украсиме, например да додадеме YouTube видео ако имаме, или пак да си креираме ние наше видео за собирање на дропки. Ако го направиме тоа, забележувате дека добивам известување дали може да се користи мојот микрофон и мојата камера. Ако сакате да го направите тоа, треба да го возможите тоа, но јас сега ако го возможам, бидејќи во моментот се прави и снимање на видеото, по кое што ова се изработува, нема да може да се гледа снимката. Значи, вие треба да кликнете на Allow, да го возможите тоа.